Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Речиси една недела македонските паралелки од Тетовската гимназија не одат на настава затоа што во објектите каде учат нема грејење. Проекти за изградба на канализации, водоводни линии и уредување на улици. Седница на Советот на општина Гостивар. Мултиетнички центар за психологија во Гостивар дава бесплатна помош и поддршка на деца кои изгубиле блиска личност во периодот на ковид пандемијата. Речиси една недела македонските паралелки од Тетовската гимназија не одат на настава, затоа што во објектите каде што учат нема грејење. Од раководството на училиштето велат дека се чека фирмата добавувач да достави нафта. Празни и ладни училници затекнавме во двата објекта на Стара медицина во Тетово, каде учат македонските паралелки на гимназијата Кирил Печиновиќ. Учениците сега следат настава од дома затоа што во училиште немаат грејење. Проблемот се појавил минатиот вторник кога ја напуштиле наставата за потоа истата да биде префрлена онлайн. Учениците не одеа на настава, потоа и професорите донесоа заклучок да се оди онлайн и секој ден се добиваше информација дека наредниот ден ќе стигне нафтата, ама ништо од тоа. Нема нафта само за гимназијата на македонски. Додека сите други имам информација дека имаат нафта и нормално работат. Од раководството на гимназијата велат дека само во овие објекти нема грејење затоа што нафтата се потрошила, поради тоа што во нив во попладневните часови учат и паралелки од спортската академија и очекуваат нови количини. Но ако се знаело дека има поголема потрошувачка на нафта, зошто не била претходно обезбедена? Одговори не добивме ниту од општината. Нафтата била потрошена пред време од еден од објектите каде се следи настава на македонски јазик во попладневните часови го користи спортската академија. Тие се тука веќе 5 години. Ние нарачавме нафта, но може би доцни, затоа што од компанијата каде што треба да ни ја донесат нафтата, имаат многу нарачки и најверојатно не можат да постигнат. Инаку средношколците кои следат настава на македонски јазик со години учат надвор од матичната гимназија Кирил Печиновиќ поради немање просторни услови. Досега добиваа само ветувања за изградба на нова училишна зграда покрај гимназијата или прилагодување на постојни објекти за и тие конечно да добијат училиште соодветно за гимназиско образование. Советот на општина Гостивар на денешната седница ја усвои развојната програма за 2022 година. Програмата содржи бројни проекти за изградба на канализации, водоводни линии, уредување на улици и друго за подобрување на инфраструктурата. Советот на општина Гостивар даде зелено светло за развојната програма за 2022 година. Пред едногласното усвојување на документот се разви широка дискусија во која советниците даваа своји предлози за вметнување на дополнителни проекти, па програмата, првично изработена од локалната самоуправа, се прошири. Градоначалникот Арбен Таравари рече дека при подготовката биле земени предвид барањата и потребите на граѓаните од сите населби и населени места во општината. Сепак, реално комплетно проектите нема да може да се реализираат заради финансиските ограничувања. Денеска имаше нови предлози од советниците, од различни советнички групи. Повторно и тие ги прифативме, повеќето беа конструктивни и убави предлози што се за развојот на градот. Меѓутоа, искрено, целата програма е во парична вредност, ако се реализира, околу 20 милиони евра. А ние како општина имаме можност 2 до 3 милиони евра да направиме инвестиции, не можеме повеќе. Сега ќе видиме, можеби ќе ставиме приоритет на листа граѓаните да дадат своји предлози кои се најбитни проекти што треба да се реализираат. Меѓутоа, нормално, секоја година изнаоѓаме и донатори кои што се генерално
Светска банка, USAID и други невладини организации кои им помагаат на општините. Од Канцеларијата за локален економски развој појаснија дека поголемиот дел од проектите во програмата се однесуваат на изградба на канализација и водовод, како и на инфраструктурно уредување на патишта и улици. Поради тоа што веќе не имаме склучени договори, но имаме инвестиции од Европската инвестициона банка преку Министерство за животна средина. Неколкуте проекти веќе се развиваат и се имплементираат. Тука е проектот СЕКО, па и други проекти во делот на водоснабдување. Секако дека општината за 2022 година веќе предвидува неколку инвестиции во делот на инфраструктурата, а повеќето се настроени на тоа да се инвестира во централниот дел на градот. Тука се предвидени булеварите, Гоце Делчев и Браќа Џиновски, но и улицата Беличица, за која веќе подготвуваме техничка документација, ако ќе можеме истите да ги имаме како такви, ќе можеме реално да ги реализираме неколкуте улици и патишта кои се побарани и се вклучени по барањата на граѓаните на општина Гостивар. На денешната седница на Гостиварскиот совет беше донесена и одлука за проширување на средства во општинскиот буџет, како и повеќе одлуки за разрешување и именување на членови во управни одбори на училишта. Мултиетнички центар за психологија во Гостивар дава бесплатна помош и поддршка на деца кои изгубиле блиска личност во периодот на ковид-пандемијата. Ковид-пандемијата погоди многу семејства, а траумите најмногу оставаат последици врз дечињата. За да им излезе во пресред, Центарот за психологија Персона во Гостивар спроведува проект за бесплатна помош и поддршка на деца кои изгубиле блиска личност во пандемискиот период. Центарот функционира како мултиетнички, па може да се вклучат деца од сите заедници. За време на пандемија, ве овие 2 години, имаме голема криза, глобално, па и нас во Македонија и тука во Гостивар, па наша цел беше да им помогнеме на овие деца кои изгубија родители или блиски луѓе, кои поминале низ трауматско искуство и ние можеме како центар тука да им помогнеме на тие, баш на тие деца што имале такво искуство. Значи, проектот има донатор од надвор, значи надворешен донатор кој сака да биде анонимен, но 3 месеци ќе трае проектот и ќе биде како поддршка за сите деца кои поминале низ такво искуство. Центарот е создаден од група млади психолози од Гостивар, а има мисија да придонесе за подобро ментално здравје, подигнување на свеста за психолошко советување, надминување на стравот и предрасудите околу барање стручна помош од ваков вид и слично. Ми сме една мала група психолога, мултиетничка. Ние сме мала мултиетничка група на психолози која одлучи да ги спои силите, знаењата, способностите и професионализмот, за да дадеме максимум нашата заедница да биде што поздрава и напредна. Како здружение имаме повеќе цели, но првенствено да ги освестиме луѓето кои имаат потреба од помош и поддршка за да може да ни затропаат наврата и дека ние сме тука за нив. Освен психотерапија, работиме и со обуки за професионален развој, управување со стресот, едукација и слично. Центарот за психологија Персона почна со работа во јули годинава, а денес во канцелариите кои што се наоѓаат во близина на Домот на културата организираше отворен ден. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов на денешната пресконференција рече дека обезбедувањето на пристапност до малите планински села е последна на листата на приоритети за чистење на завеаните патишта. Како Центар за управување со кризи, ние секогаш сме надлежни таму каде што имаме животно загрозувачки состојби, доколку во некое планинско село каде што патот не е исчистен затоа што не стигнал на ред, бидејќи и при чистењето на патиштата повторно постои редослед. Најпрво се чистат автопатиштата, потоа магистралните патишта, потоа регионалните патишта, па наред доаѓаат локалните патишта и се разбира дека прво се чистат локалните патишта кои што водат кон поголемите населени места, а малите села со по неколку жители остануваат за накрај и многу често со месеци се непроодни. Но самите луѓе кои што живеат во ваквите села
однапред го знаат тоа, бидејќи тоа е традиција, тоа со години, тоа е нормална појава кај нив и тие се подготвуваат за пречек на зимата. Проблем настанува кога туристи или добронамерници кои што имат викендици или кои што одат во некој од рестораните во овие убави македонски села, ќе отидат не сметајќи дека ќе падне снег или како вчерашниот случај кога во Лазарополе отишла група од 12 лица и тоа со добри теренски возила, но спаднал снег повеќе од она што тие го очекувале, истите беа заглавени, но по интервенција на Центарот за управување со кризи, откако добивме пријава, во одлична координација со така наречената Македонија Пат, односно јавното предпријатие за одржување на патишта, во доцните попладневни часови и рано вечерта патот беше исчистен и лицата можеа да заминат оттаму. Доколку било кој граѓанин на државата се најде во животно загрозувачка состојба, од било кои причини, слободно може да го побара бројот 195, се разбира доколку има мобилен со наполнета батерија. Ние, во согласно со нашите можности, ќе преземеме мерки. Доколку се работи за животно загрозувачка состојба или тешки повреди, ќе координираме во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, со кој што исто така имаме извонредна соработка, може да испратиме хеликоптер доколку временските услови го дозволуваат тоа. Воспротивно, доколку временските услови не дозволуваат праќање на хеликоптер кај животно загрозен наш граѓанин, ние ќе испратиме друго превозно средство или некој појак джип или гасеничар. За пример, планинската спасителна служба при Црвениот крст на Охрид има извонредни возила, но такви возила имаме и во Дирекцијата за заштита и спасување уште на неколку места во државата. Тоа се возила со кои што и по снег може да се стигне во најоддалечените краишта на државата, може да се користат дури и санки кои што може да помогнат во извлекување на лица кои што некаде се заглавени или лица кои што живеат на вакви места, но кои што дошло до загрозување на животот или здравието. Бројот 195 па и бројот на полицијата 192 се постојано отворени за сите наши граѓани кои што се загрозени, може слободно да се јават и да побарат помош од Центарот за управување со кризи. Димитар Ковачевски е новиот лидер на Социјалдемократскиот сојуз по вчерашното гласање на внатрепартиските избори. Други кандидати беа Фросина Ременски и Јован Деспотовски. Искрено им честитам на моите кандидати, партиските другари Фросина Ременски и Јован Деспотовски за учеството во овој фер надпревар. Тие со своите програми и настапи ја збогатија демократијата во Социјалдемократскиот сојуз и во општеството, но и додадоа извонредни предлози кои ќе бидат дел од реформите во партијата. Фросина и Јован, ви благодарам. Драги другарки и другари, почитувани медиуми, почитувани граѓани, вечерва Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е победник. Вечерва СДСМ одржа уште една лекција од демократијата. Вечерва може сите да славиме за успешните избори, но од утре мора да ги засукаме ракавите и да се фатиме за работа. Наша е одговорноста за се што ќе се случува со партијата, но и во државата во годините што следат. Секогаш кога СДСМ е силен и има јасна агенда која одлучно се спроведува, државата оди напред. Затоа ни треба силен и обединет Социјалдемократски сојуз кој има јасни цели и енергија за нивно спроведување. Ние сме столб на прогресивниот дел од општеството и граѓаните со право очекуваат од нас да работиме заедно, одговорно и посветено. Почитувани другарки и другари, дозволете ми да му се заблагодарам на досегашниот председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Сакам да му се заблагодарам не само што тој во својот мандат оствари многу значени победи за Социјалдемократскиот сојуз, туку и за тоа што со неговата храброст за решавање на проблемите и чувство за одговорност сите не мотивираше и инспирираше.
ВМРО ДПМН повторно го избра Христијан Мицковски како свој лидер на 17-тиот конгрес на партијата. Тој беше единствениот кандидат за таа позиција. Ни треба нов општествен консензус на сите рамноправни чинители околу она што треба да представува нов заеднички патриотизам. На Македонија и треба нов договор кој ќе го оделотвори заедничкиот патриотизам низ ново одредување за она што представува наша првенствена цел. Таквиот општествен договор кој ќе го понуди заедничкиот патриотизам е враќање на нашите надежди за тоа како требаше да изгледа државата во моментите кога се создаваше, како активна целина на рамноправни чинители, која ќе обезбеди праведен напредок и еднакви можности за сите, од која идеја длабоко низ овие 3 децении се застрани. Ентузијазмот пак во 90-тите, кој се изгуби од човечкото отуѓување, изневерените очекувања од политичарите и транзициите кои го обезвреднија сето она кое што го создававме, вредностите, создаде една поделеност кај луѓето, нивно занимавање со националистички теми и понекогаш некои мои пријатели велат со право дека националистичките романтизми се коската фрлена од политичарите за создавање на завеса за која се кријат криминални интереси на тие кои управуваат со државата. Денес нема ништо од тој помалку наивен, но многу искрен идеал за среќна иднина со создавањето на својата држава и по векови и векови талкање да бидеме свој на своето. Новиот општествен договор, кој ќе го донесе заедничкиот патриотизам преку мобилизација на секоја креативна индивидуа, треба да ги струши зидовите и планините кои политичарите ги создава меѓу граѓаните. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 33 годишен тетовец вчера вечер во 21 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 20 часот и 10 минути во близина на крстосницата на улиците Благоја Тоска и Борис Кидрич во Тетово физички бил нападнат од 19 годишникот Тетово и 19 годишникот Тетовско селце. Според пријавеното, на нападот му предходила меѓусебна вербална расправија поради недоразбирања во сообраќајот. 10 минути подоцна во полициската станица Тетово се пријавиле 19 годишниците. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека во спортска обложувалница на улица Димо Гавровски Кара во Тетово едно лице им се заканило на двете вработени и одзело парични средства од дневниот промет, а потоа на брзина се оддалечило од објектот, се расчистува и документира случајот. Секторот за внатрешни работи Тетово во рамките на секојдневните контролни активности посебно внимание им посветува на лицата кои ги управуваат возилата, најчесто патнички, без положен возачки испит и валидна дозвола. Вчера на поширокото полошко подрачје откриени и санкционирани се 7 лица, 2 во Тетово и 5 во Гостивар, без возачки дозволи, кои веднаш се исклучени од сообраќај и на кои им се изготвени законски предвидените поднесоци и кои ќе се соочат со парични глоби од 250 евра во денарска противредност. Откриени 30 прекршоци за престигнување во текот на вчерашниот ден на подрачјето на СВР Тетово. Од таму информираат и за превентивно-едукативниот проект Правата и обврските на децата. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 12 до 16 часот спроведу акцијска контрола за престигнување, во која вкупно се откриени и законски санкционирани 30 прекршоци, 22 во Тетово и 8 во Гостивар. Неголемиот број од прекршоците, 27, се однесувале на престигнување на забранети места, а 3 на престигнување во колона. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените парични глоби и со заштитна мерка времено одземање на возачките дозволи. СВР Тетово со апел до возачите да не престигнуваат на непрегледни и забранети места, да ја прилагодат брзината според условите на патот и непосредно да придонесат за сопствената и вкупната сообраќајна безбедност на патиштата во полок и пошироко. Ова следи бидејќи до крајот на овоидниот месец на Тетовско-Гостиварското подрачје значително ќе се зголеми вкупниот број на возила по патиштата и низ Тетовските и Гостиварските улици, а поради доаѓање на времено вработените од странство за празниците. Одсекот за превенција
интервенција на секторот за внатрешни работи Тетово привршува и со практичната реализација на уште еден превентивно-едукативен проект Правата и обврските на децата, кој започна кон крајот на минатиот месец. Со овој проект вкупно ќе бидат опфатени околу 2300 ученици во 9 оделени од основните училишта на поширокото тетовско гостиварско подрачје, кои следат настава на македонски, албански и турски јазик. На посебни часови стручно обучени полициски службеници поблиску ги запознаваат учениците со нивните права, но и со обврските кон самите себе, семејствата и општеството, како и со законските импликации доколку се инволвираат во малолетничка деликвенција или други форми на девијантно и асоцијално однесување. На часовите исто така учениците интерактивно се интересираат, прашуваат и добиваат конкретни одговори околу темата и за други теми и прашања од безбедносна природа и карактер. Целта на проектот е највозрасните основци непосредно да бидат информирани за нивните права и општествени, односно законски определени обврски, но и за ризиците кои ги носат разните пороци и прекршувања на законската регулатива. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Останете со нас, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!